Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Ова видео ќе ви откријам тајната на како тоа да ги намалите внатришните масти во вашето тело, а истовремено да останете во една фит положба, да се зголеми вашата кондиција, енергија. Буквално во овие вежби кои што ќе ви ги презентирам сега се скоро сите елементи од телото, односно сите мускули се опфатени, така да целото тело е активирано и се зголемува енергија, сила, се зголемува кондиција, исто така се намалуваат и мастите, што е најбитно овдека во ова видео. Тоа е темата, да. Ајде да започнеме, значи првата вежба како што гледате вие тука на мониторот, вие пленк, се поставуваме во положба на пленк, класичен пленк. Е сега, поради тоа што тука има и уште некој елемент од пленк, значи страничен на една рака, ќе додадеме во оваа прва вежба, се вртиме на страна, се поставуваме, нозете мора да бидат една врз друга, вашата десна рака доколку стоите на лева врз вашата нога, сега променуваме страна, исто така повторуваме целата процедура која што беше на претходната страна, стоиме во место, добро. Оваа вежба ќе ја правите по 30 секунди. Значи, обичниот, односно класичниот пленк го правиме по 30 секунди, 3 серии. А додека пак оваа со страничниот пленк, односно со пленкот со една рака, на едната страна и на другата страна, го правиме по 15 секунди, за да се изедначи 30 со класичниот пленк. Зашто го правиме помалку? Затоа што го ја оптеретуваме, значи, нашата рака, лева или десна, и буквално ја оставаме целата наша тежина, а друго е кога работиме со две раце, одеднаш ги балансираме, односно балансираме тежината и не чувствуваме ништо. Така да, значи, правите класичен пленк по 3 серии 30 секунди, додека пак ова со една рака го правите по 15 секунди и ќе биде по 6 серии. Зашто? За да се изедначи со класичниот и е по 15 секунди. Да предиме на другата вежба. Еве, како што гледате, се поставуваме нозете. Како што гледате вака, ги поставуваме, односно колениците во еден прав агол. Газот ни е доле, телото лежи цело, рацете ги подкрепуваме како што гледате на сликата и почнуваме, значи, да се подкреваме со лактите, да ги допреме колениците, или пак ако не можеме колениците, да ги допреме мускулите, односно квадрицепсот. Овдека ќе правите по 10 пати во една серија, 3 серии се во ред, 30 пати е окей и за почеток, и за поискусен, без некое потешко оптеретување, со умерен интензитет на повторување. Тоа е. Сега ќе одиме на третата вежба. Како што гледате, тука сум во една лежечка позиција, благо нагоре се креваме, односно ова е супермен позиција. Се креваме нагоре заедно со долните екстремитети и горните во исто време. Надолу се спуштаме со бавно темпо. Очекуваме неколку секунди, повторно се креваме кон горе. Ова и како се активираат сите мускули на нашето тело, така да поради ова што оваа вежба е многу малку по тешка од претходните, ќе правиме по, ајде да кажеме вака. Ќе правиме по 10 во една серија, меѓутоа доволни се 2.
Зашто? За да не го оптеретиме нашето тело, затоа што со претходните вежби го доведуваме телото до некоја положба на оптеретување, плюс кога ќе му дадеме ова е многу потешко, затоа ќе правиме по 2 серии. Кон горе, исто бавно темпо, задржувате 1 секунда, се спуштате кон доле и тоа е тоа. Сега да се префрлиме на четвртата вежба, за тоа ви се потребни столици. Еве како што гледате сега на видеото. Се поставувате. Имам едно предупредување за вас да не го правите ова доколку имате слаба кичма, слаб врат. Понатаму ќе извадам клип каде што ќе објаснам како да загнете задниот дел на телото, вратот, кичмата, грбот и тие работи, за да не се случи до повреда и да можете да издржите некој од вежбите јас кои што ви ги прикажувам и презентирам. Како што гледате, телото ми е во една рамна линија. Тука сега ќе видите како ги померувам, односно ги движам рацете за да ви покажам дека не е само така снимка сечена па ставена, дека стоам само уедно, снимано 2-3 секунди, па потоа дека монтажа. Тука исто така, како што гледате се порека треба да се спуштите, меѓутоа тука исто така битно да вие не се повредите при спуштањето и да дишите за време на изведување на таа вежба. Тука цело тело е активирано, слободно може да проверите на интернет за што служи вежбата. Дефинитивно ќе ви ја зголеми вашата издржливост, дефинитивно ќе ви ја намали вашата висцерална маса, односно вашите внатрешни маси, ќе ве заакне, ќе бидете и овие вежби исто така заборавив да кажам дека се многу добри за приготвување на телото, за полесно развивање. Да појдете на плажа, немате проблем. Постојано сите ќе ве гледаат, ќе им бидете мета во око и така. Сега ќе појдеме на последната или пак петата вежба, која што е малку повеќе, значи не малку повеќе тера на кондиционо вежбање. Кај нас, односно кај мене каде што тренирам ја борички спорт ММА, тоа го велиме спрол. Односно тоа е дефенс техника која што може да се одбраните при влез на шут, и шут е исто така техника која што помага при собрување на противникот. Но тоа во некои други наредни клипови каде што зборувам конкретно за боричките вештини, сега ќе ви покажам за ова, за зголемување на вашата енергија, сила, кондиција, а намалување на внатрешните маси. Како што гледате тука, со мал отскок се спуштам доле, се креам горе, фино. Значи тука, како што гледате, е постојано или пак умерено темпо, ниту е пребавно, ниту е пребрзо. Се тоа треба да го правите течно, без никаков застој. И тоа ќе треба да го направите по 20 секунди, 3 серии, се во ред, ништо повеќе. Сега ми текна дека заборавив со столчињата, вежбата, која што се задржувате. Тука ќе правите по 10 секунди, ништо повеќе. 3 серии по 10 секунди, 30. Само помеѓу оваа вежба која што сте на столчињата ќе поставите малку подолго време за одмарање, тоа се 10 секунди, а кај сите други ќе направите пауза до 5 секунди максимум, затоа што и не се толку оптеретени вашите мускули, вашето тело, за да вие правите предолга пауза. Така да,
Тоа беше тоа. Доколку ви се допадна ова видео, ставете лайк, доколку не ви се допадна subscribe, доколку не ви се допадна ставете комент некој кој што сакате да гледате вие, што сакате да снимам. Вклучете ги и не само овие вежбите, туку и пренкови и предизвици кои што сакате да ги направам. И не заборавајте донација, значи на PayPal, линкот е достапен во мојот YouTube чанел. Одите преку мобилниот телефон во About, а доколку сте преку персонален компјутер или пак лаптоп, тогаш ви се наоѓа десно долу во аголот на мојот кавер фото, како да наречам тоа. Да, и се гледаме во следно видео. Не заборавајте да гледате и моите постари видеа, објав историја на Instagram, така да се гледаме. Чао!